Каде бевте вие? Каде отидовте? Я бях таму, вас ме немаше. Като се ставам на сцена, како да съм дома, при мен е публика и како да ги намислите вестника како Петър Първи, който ги мал на времето. Първата трена беше с представата Дедовото внуче. А после се навикнах, от я ви търпим на публиката, не публиката на мене. Ти си си металното лице! После игра по Роберто Зуко, на Мики, каквото Редлия. Имаме работено неколку представи заедно. Тоа е представата Роберто Зуко, кој што во моето драмско студио, кој тогаш се викаше Пив Пав, Гоци играше една од улогите, потоа отидовме на неколку фестивали, потоа игравме монолози во доцните часови, каде што имавме свој настап на драмскиот аматерски фестивал во Кочани, каде што имавме исклучителен успех. Ах, мила мајко, што ме роди толку најсреќен на свето. Гоце е боемчина у душа, сака да чита, сака у библиотека да оде, сака у театар, у дом на култура. И е прекрасно детенце и е прав ангел, како што ги викат децата со Даунов синдром. Викаме тоа е Божја работа или природна работа и тоа треба да се прифати. Поготово што Гоце е многу фино, прекрасно дете, почитувано од комши, од граѓани на град Штип. Твојата мајка мори тебе не те пушта, кај мене да дојдеш душо, срце моје Јовано. И ако има некој јубилеј на Петар Павлович од постојањето негово тргањето, да го направам, точно он не можем да го направи у тоа време. Тој секој пат добродојден во нашиот театар, во нашите представи. Гоце Маринковски е човек кој што е многу драга личност за сите нас актери во Штипскиот театар. Уметноста е нешто по-друго од театарот, да речем, по-скромно, само што многу материјал треба за вакви слики да се прават. Сигурно дека има луѓе што го почитуват, има луѓе што го изазиват, што го провоцираат. Има секакви луѓе, тоа го прифаќаме како нормално. И на секој може да му деси за не е роден со Даунов синдром, или со аутизам, или слично. И Петар Павлович, кој е бил дете, ме назирал да биде глумец и на крај сум на глумец. Секој си има свој поим и мисли. Финалот ќе биде полетан којдок. Чекат ли ме таму? Нема услови некаде кај што може Гоце да се истакне, да може да работе. Он сака у библиотека да оде, сака у театар да оде. Никаде тоа нема шанси у Македонија да напредува он, да биде некој си глумец или... Тоа сме го раскрстиле одамна. Тук нека се нешто. Мислам дека треба да има институции, домови. Со некои работилници што ете можат да работат. Тој ќе живее у домо, ќе биде испран, ќе биде испеглан, ќе биде нахранет и ќе може да работи. Каде отидовме? Што направивме? Каде сме? Што е ова? Гоце добива нега 4700 динара од 26 години па натаму.
Кој може да од тия деца, ако немат родители, да обстане со 4700 динара? Не знам, а не е само Гоце, тоа са деца и у Штип многу, а па не у државата. Стварно, и ние сме... не знаеме што да кажеме. Нема иднина у Македонија за тия деца. Майко, дай да се погребам, аз съм твоя син. Ние цел живот се грижиме сами за Гоце. Меѓутоа, Нема Гоце како ние нема да личност. бидеме. Нема и Гоце како личност, треба да го поштува државата, дека он постои, дека е он член, дека и он има лична карта на Македонија. И дека и он треба да живее. Ама не такви случаи има многу в републиката. Што знам, не е уред тоа, не е. А гледам, таму стои една жена, не знам дали е майка ми. Сега гледам дека децата ги нели уфрлуват редовна паралелка. Меѓутоа, не знам и тоа колку ќе помогне, затоа што секако тие деца остануваат на маргините, на периферијата. Тие деца утре па нема да можат редовно да работат, па и мора државата да најде некој начин за да се згрижат тие деца. Сите институции, секој човек има право под сонцето на ова небо. Навистина и за оние луѓе кои што имаат пречки во или посебни потреби за развој, државата треба да обрне внимание, државата и текако треба да ги дозволи пристап за нормално функционирање, затоа што тие луѓе едноставно заслужуваат. Тоа што го имаат како проблем, тоа не значи дека еден човек не може да функционира. Државата треба навистина да вложи голем напор, да даде се од себе за овие луѓе да си го најдат своето место под сонцето и да функционираат како сите нормални луѓе. Сакам да ги помагам на луѓето што се со посебни потреби и со аутизам и слично. Како сограѓанин од секој човек да гледа кон овие, кон лицата со посебни потреби? Треба да гледаме ни како ангели. Колку они да помагат, толку вие да помагате. Вие сте почнете потреби на тие луѓе, а тие луѓе на деца се почнете потреби. За да бидат 10 спочнените потреби, со други 10 спочнените потреби, се да речем кај албанските деца, кај ромските деца, македонските деца, српските деца и се така да бидат поразлични, да бидат заедно, да не бидат одвоени. Сите да спорт. Од А до Ч. Ако можеме и тука да ги искусиме и животните да бидат дел од тоа општество, да има разбирање. Ако они мукат, рикат, и тоа е дел од тоа.